Децата се наизложени на инфекции, особено оние деца кои што одат во градинките и во училиштата, но не значи дека и оние деца кои што не одат во градинка дека не се подложни нели на инфекции. Токму за респираторните инфекции кај децата, за нивниот имунитет, но и за вирусот COVID-19 кај деца. Ова утро ќе разговарам со доктор Александар Сајковски од клиничката болница Аџибадем Систина, специјалист по педиатрија и неонатологија. Докторе, најпрво ќе ви посакам добро утро и добро ни дојдовте. Во добро утро секој утро. Добро утро, поздрав прво сите вас во студиото и сите гледачи што ја гледаат емисијава. Се надевам дека на нешто ќе одговориме што може да е интересно за нив. Да, докторе, периодов многу деца се разболени, а поготово оние од најмала возраст, но покрај оној се разбира на сезонски грип кој што го имаме нели секоја година, имаме и COVID-19, но кои се најчестите инфекции кај децата? Вие во најавата кажавте во основа најчести се респираторните инфекции, затоа најмногу зборуваме за респираторните инфекции. Другите типови на инфекции се поретки и, впрочем, најголемиот процент на деца кои што доаѓаат, па и возрастни, кога се инфекции во прашање се респираторни, дишните органи, да кажеме, нели? Меѓутоа, би сакал да искористам оваа прилика на вашите гледачи да им објаснам една работа, да кажем релативно симплифицирано, зошто децата имаат почесто инфекции. По принцип, нашиот имунолошки систем работи по еден релативно комплициран систем, мултиклеточен, така викаме, нели? Кој што работи по принцип едноставно кажано да не препознае себе од не себе. Што значи тоа? Тој работи по еден принцип да ги исчисти сите, да се бори, фактички он се бори со сите оние микроорганизми, без оглед дали се бактерии, вируси, гливици, паразити и така натаму, да се бори против нив како страни агенси кон нас, а од друга страна исто така се бори да ги исчисти сите оние хемиски субстанции или други аерозагадување, например чистење од аерозагадување и од секојдневно создадените туморски клетки кај секоја една индивидуа. Значи едноставно нашето тело има еден систем кој што не штити, меѓутоа тоа штитење, она што исто така би сакал гледачите да знаат, е многу комплексно. Зашто? Затоа што уште кога ќе се роди бебето, уште бебето кога е во матка, оно не е стерилно. Уште во матка кај бебето има одредена флора во која што живее бебето. И исто така кога ќе се роди, тоа почнува да се колонизира со низа микроорганизми и едноставно да се запознава со околината. Впрочем, ние имаме повеќе микроорганизми во нас и на нас, отколку што имаме клетки со кои што живееме. Ако така у бројки гледате, од една индивидуа која што е негде 80 на килограми тежина, негде 3 кила од тежината отпаѓа на микроорганизмите. Ние имаме 55% од телото на еден човек се микроорганизми, а 45% се клетките со кои што живееме. Сега, тие микроорганизми со кои што ние живееме во една симбиоза, се тие со кои што со нив заедно, значи и они и ние, нашиот имунитет во една симбиоза и се браниме од тие патолошки микроорганизми. Оние кои што може да предизвикаат болест, меѓу кои најчести се респираторните болести. Сега, кај децата, многу често од имунолошки аспект зборуваме дека кај децата е дозволено да имаат почесто инфекции отколку возрастните луѓе. Зошто е тоа така? Едноставно затоа што имунолошкиот систем на децата зрее во првите 5, односно 6 години. Во првите 6 години доаѓа некаде скоро 50% од имунолошкиот систем на возрастните. Затоа децата во основа треба да ги оставиме да играат надвор, па дури да се испрљаат, па дури у кал да играат, нели? Едноставно да бидат антигено стимулирани, значи стимулирани од антигените за да може да го развиваат побрзо својот имунолошки систем. Ако вие вашето дете го чувате во затворена средина, не го пуштате надвор, нема комуникација, во моментот кој ќе излезе, тоа ќе почне да прави инфекции. Така да, прво би сакал сите родители, па и баби и дедовци, да не се плашат од тоа дека децата прават инфекции. Прават, тоа е очекувано,
Но наша задача е во основа, заедно со нив, да, зборам задачата на педиатриската служба генерално во светот, е да тие инфекции поминат полесно. Сега, кога тоа го имаме во предвид, тогаш се надоврзува оваа ситуација која што и денеска е актуелна, со оваа корона инфекција, со грипот кој што се налета, као и очекувано налета, нели? Ова е период на грипот, на инфлуенцата и на некои други вируси, но би сакал исто така да искористам прилика уште еднаш да напоменам дека постои еден феномен што е многу едноставен во нашава епидемиологија, да кажам, нели? 90% од инфекциите се вирусни. 90% од горно-респираторните, па дури и од долно-респираторните инфекции се вируси. Кога се вирусите упрашање, давањето на антибиотик нема апсолутно никаква сврха. Антибиотиците се лекови кои што ја преокренаа историјата на медицината, реално, меѓутоа тие делуваат на бактериите, односно ги уништуваат бактериите. И они ни помагаат во лекување на бактериските инфекции. Така да, оние фамозни два клучни симптома кои што се јавуваат при една инфекција, а тоа се кашлица и температура, кои што се главни, заради кои, па можам да кажам, сите родители се највише уплашени, еве така да кажам, тие два симптома се најчесто причина заради која се вклучуваат антибиотици и кога треба, па дури и кога не треба. Мислам дека свесни сме сите дека злоупотребата на антибиотиците, односно давањето нивно кај тие вирусни инфекции, кај грип, например, е апсолутно непотребно, или кај корона инфекцијава, апсолутно непотребно ако немаме доказ сигурен, клинички и лабораториски, дека тоа дете, па и возрастен човек, има дополнителна бактериска инфекција. Ние антибиотикот го даваме тогаш кога треба да ја лечиме бактериската инфекција. Ако е чиста вирусна инфекција, едноставно антибиотикот не може да делува. Така да би сакал да апелирам едноставно до родителите да овие два симптома клучни, кои што се, да речеме, нели, ќе речеме и течење на нос, кашлица, дали е сува или лесно продуктивна, не бидат причина заради која ќе дадат антибиотик, тие се причина за да посетат педиатриска амбуланта, неспорно, меѓутоа да бидат стрпливи во давањето на антибиотиците, што е исто така многу интересно. Температурата и кашлицата се класични одбранбени механизми на телото. Знаете, нашето тело има многу механизми на одбрана. И сега, кога ќе почне да се качува температурата при една инфекција, без оглед кој тип на инфекција е, за имунолошкиот систем е битно кога ќе дојде точката 38,5. Тука некаде на таа температура, кога почнува инфекцијата, тоа е еден од сигналите кои што идат према имунолошкиот систем, кој што треба да ослободи огромен број, повеќе од 3 милиарди леукоцити, кои што треба да отидат на местото на инфекцијата и да се изборат со инфекцијата. Ако вие ја дадете нешто против температура на 37,2, 37,5, фактички и не се качи температурата до 38,5, одговор од организмот нема. Така да, без оглед што, мислам, објективно ние тоа го гледаме секојдневно во нашите амбуланти, во Систина и воопште сите педиатри го гледаат тоа, дека родителите се најмногу уплашени од температурата и од кашлицата, меѓутоа во основа тие се два класични одбранбени механизми на телото. Тоа треба да го имаат предвид. Така. Споменавте делот симптомите, како кашлица, нели, и температура, но кои се симптомите, да се насочиме повеќе за респираторните инфекции кај децата? Знаете, ние има еден многу интересен термин во медицината, мислам тој многу долго го користиме, така наречен термин плачна маска на лицето. Значи солзење на очите, кивање, секреција од нос, понатаму појава на кашлица умерена, која што, нели сега, кашлицата може да има различни типови на кашлица. Тоа се покачување на температура сега. При тоа не секое дете со горно респираторна инфекција качува температура.
зависи од имунолошкиот одговор и од потребата на имунолошкиот одговор. Кај некои деца се појавува, кај некои деца не. Но кашлицата е еден од редовните симптоми, затоа што во секоја инфекција има продукција на слуз, продукција на секрет во белите дробови, односно во дишните патишта, и организмот едноставно се труди да го тоа исфрли и да таа елиминација на тој секрет у суштина и представува кашлица како симптом, нели? При тоа, повторно би сакал да апелирам да употребата на поедини лекови и поедини помошни лековити средства биде во консултација со педијатар, кога станува збор за децата, затоа што без оглед дали давате лекови заради покачена температура, значи за да ја симнеме температурата, дали даваме лекови за намалување на секрецијата на носот, дали се даваат спрееви во нос, дали се даваат витамини. По принцип, сето тоа треба да е во некоја координација со матичниот педијатар, затоа што употребата на поедини лекови зависи од тоа какви се симптомите. Еве, на пример, ќе речеме, најчесто користени за третман на ниво на носот се, на пример, оние спреови или капки физиолошки раст. Нели, без оглед кој тип, така. Меѓутоа, и од нив има повеќе типови. Тие се користат зависно, има така наречени изотонични, има хипертонични, значи користењето нивно зависи од самите симптоми, формата на симптомите и од тежината. Затоа не е баш све да користиме онака сами дома, што би рекле, нели? И исто така, особено не ако се работи за една класична корно-респираторна инфекција, вирусна инфекција, па ќе повторам, особено нема потреба од користење на антибиотик, ако немаме никаков доказ дека се работи за инфекција која има и бактерија во себе, нели? Тоа денеска модерната медицина може брзо да го детектира, покрај прегледот има лабораториски и микробиолошки анализи со кои што брзо може да се детектира дали се работи за дополнителна бактериска инфекција и тогаш да се примени лекување со антибиотици. Споменавме за горно-респираторни инфекции, но што се однесува за долно-респираторни инфекции? А долно-респираторните инфекции во голема мера, кога се децата во прашање, во голема мера зависат од возраста. Значи, кај малите бебиња има една група на долно-респираторни предизвикувачи на инфекции. Кога збориме особено за бактериските инфекции. Кај децата, например, во школска возраст има почести се така наречени атипични долно-респираторни инфекции или пнеумонии, например, како што е, например, микоплазма, еден предизвикувач, или легионела и така натаму. И во голема мера зависи, самите долно-респираторни инфекции зависат многу од возраста, тоа иде и од имунолошкиот систем, од една страна, но исто така зависат и од изложеноста на децата. Да речеме, ако е детето во градинка, има една групација, еве, да речеме, веројатно родителите што не слушаат, имаат деца во градинка, па видоа, например, оваа есен имаше доста дечиња кои што од бактериите закачија хемофилус, една бактерија, да кажеме, и мораксела, например, во градинка. То не значи дека не треба да ги носат во градинка. Мислам, впрочем, градинките се едно многу интересно место каде што едукативно децата... Пред се едукативно, да. Има една работа која е во тој дел многу битна. Знаете, ние градинките како место каде што децата се собираат во тек на денот, ги имаме некаде последниве скоро 200 години. Место каде што така се собираат, нели? Кое има пред се едукативна намена, а не да ги чува децата, само да ги чува. Меѓутоа, во таа едукативна намена, тоа ви е една состојба во која као да вие вашето дете го пуштате, да кажем, на улица. Едноставно, оно почнува од мало да се учи, да живее во околина со други луѓе. И тоа е еден многу битен дел во развојот, во психогениот развој кај децата, така да оно почнува да учи како да комуницира со околината и каде може да одговори или не може да одговори, нели?
Така да градинките се по принцип релативно добро место. Да. А споминавме за респираторните инфекции, но се уште ни е тука нели и вирусот COVID-19. Можеме ли да направиме ние како родители разлика дали се работи за COVID-19 или е само инфекција? Па знаете, овој COVID-19 навистина многу не изненади сите. Кога ќе кажам не изненади сите, пред се не изненади и нас како медицинска јавност. Нормално, цел свет, као што гледате и вие сами. Имаше многу разни за овие 2 години, ја лично се изнаслушав многу опречни размислувања и ставови, многу големи светски авторитети промашија, многу други погодија, ај така да се изразам. Оно што беше интересно кога почна COVID-19 инфекцијата, беше став дека тој вирус, тој коронавирус, SARS-CoV-2 вирус не ги напаѓа децата, ги напаѓа повозрастните и луѓето со коморбидитети или со болести други, постари лица и така натаму. Биолошки гледано, не постои микроорганизам кој е селективен за деца или возраст. Значи, тој или напаѓа или не напаѓа. Прашањето зошто на почетокот децата помалце беа заразени, да кажам, нормално и смртноста беше далеку помала, одговорот е во нивниот имунолошки систем. Децата и покрај тоа што се послаби имунолошки од возрастните, едноставно вирусот на SARS-CoV-2 немаше можност да влезе подлабоко во дишните патишта. Делот од имунолошкиот систем, ние што го викаме во медицината неспецифичен имунолошки систем, тоа е едној брз, промптен одговор кој што го дава нашиот одбранбен систем, кај децата е одличен. И тоа беше причина зошто не можеше, имаше да не ги замарам гледачите и други причини, рецептори и така натаму, заради кои едноставно SARS-CoV-2 не можеше да пробие толку интензивно кај децата. Не дека децата не се разболуваа, меѓутоа симптомите беа поблаги. Меѓутоа вие гледате, сега ние сме во оваа више 4-та или 5-та фаза од оваа епидемија, како да кажам, пик е едноставно. Гледате, овие денови има огромен број на заболени, меѓутоа има огромен број на заболени деца. Сега со оваа нова последна форма на Омикрон, очигледно е дека е Омикрон, има голем број на деца кои што се заразени со корона, кои што идат со така не многу специфични симптоми повторно. Повторно е кашлица, значи еден дел од дечињата идат со симптоми од страна на дишните органи, горно-респираторни, помалку долно, значи помалку развиваат пневмонии. Меѓутоа има доста дечиња кои што идат и со стомачните губи, со нагони за повраќање и така натаму и проливи. Тоа е карактеристика пред се на оваа инфекција. И има деца кои што се исто така асоцирани, дури и имаат инфлуенца и корона во исто време, нели? Каде што веќе симптомите се поизразени и има поизразена температура. Правило дека ќе има температура до 38 нема. Значи тоа сигурно. Јас вчера во амбуланта разговарав со едни родители, мислејќи они дека детето има повисока температура, дека не е корона. Значи, може да е апсолутно, нема правило, може било која покачена температура да биде. И затоа знаете, кога зборуваме за оваа корона инфекција, она од кое што ние најмногу во педијатријата се плашиме, тоа е прво да не се симне скроз доле, значи да не направи долно-респираторна инфекција, потешка форма на пневмонија, или да не направи така наречен МИСК или мултиоргански инфламаторен синдром, кој што, да речеме, имавме 10, 15, 20 дечиња во Систина, например, кој што и на клиника имаше исто така, кои што се лекува, каде што се зафаќаат повеќе органи и повеќе системи. Така да, јас лично, од старт као педијатар зборам, знаете, ние педијатрите сме релативно конзервативни луѓе. Не многу лесно, да кажам така, прифаќаме одма давање на некои медикаменти кај децата. Меѓутоа, во принцип, секогаш сум бил за тоа дека децата треба да бидат заштитени. Впрочем, ние гледаме, луѓето се плашат за себе, а ги пуштаат децата слободно да одат лево-десно. Уште еднаш сакам да повторам, не постои во природата
селективен микроорганизам. Ќе нападнам човек на 70 години, а нема да нападнам дете на 5 години. Тоа не постои такво нешто. Доктора, како да го појачаме или како да го зајакнеме имунитетот на децата? Темата за, да кажем така, имуномодулација или имуностимулација или засилување на одбранбениот систем кај децата е тема која што искрено речено во последните, нели, со развојот на фармацевтската индустрија, во последните 40 години доста се работеше во светот на таа тема. Се извадија доста препарати, помошни лековити средства и така натаму. Меѓутоа, има неколку фактори кои што секој дома може да ги направи. Пред се, кога збориме секој може да ги направи, тоа е прво да се обидеме глобално на наше заедничко ниво, да ја намалиме, прво да го намалиме аерозагадувањето. Тоа е, мислам, колку можеме. Јас не би сакал, нели, тука, тоа е мешање на политика, ама нема потреба од мешање на политика. Аерозагадувањето е еден од факторите кој што може да доведе до задршка на одредени вируси, на одредени бактерии и засилување, оштетување на дишните патишта и така натаму. Второ, да се направи, велам, некои неспецифични работи кои што секој може да ги направи. Режимот на исхрана, да се спроведе режим на исхрана за децата, зборам, па и за возрастните, меѓутоа за децата, кој што носи доста минерали, витамини, нетоксични субстанции, значи намалување на користење на субстанции кои што може да бидат токсични и да го оштетат имунолошкиот систем, како што ви се пестициди, например. Како купите на пазарче класични, да речеме јаболки што се прскани 22 до 26 пати, вие фактички го давате на вашето дете пестициди, не му давате јаболка. Свесен сум дека користењето значи, наоѓањето на храна која не е многу прскана, не е лесна и е тешка, тоа јасно ми е, нели, нормално, меѓутоа треба да се трудиме и исхраната да биде во таа линија. Некој ќе рече органска храна, да, може и да ја крстиме органска храна, тоа е модерен термин во денешно време, и тоа се некои неспецифични. Кога станува збор за некои поспецифични средства, прв мој совет е не губајте го вашето црево. Што ќе рече користите пробиотици. Пробиотиците се оние позитивни бактерии што ги викаме, нели? Она преска што кажавме дека човекот има повеќе бактерии, вируси, нели, повеќе микроорганизми отколку сопствени клетки, ако вие од една индивидуа возрастна ги извадите сите бактерии и вируси што ги има и ги наредите едно по друго, 2,5 пати ќе обиколите земјината топка. Горото од нив се наоѓаат во цревото, односно во гастроинтестиналниот систем. А скоро 70% од имунолошкиот систем на човекот се наоѓа во цревото. Значи, таа симбиоза тука, на ниво на гастроинтестиналниот систем, на цревото, мора да се одржи. Тоа се одржува со користење на пробиотици кои што имаат имуногенно дејство, не на било што. Денес имате повеќе стотици типови на пробиотици, меѓутоа не се сите со иста намена. Имате пробиотици кои се користат за регулирање на желудник, имате пробиотици кои се користат за пролив, имате пробиотици за нега на кожа, имате пробиотици за имунитет. Така да треба да се користат тие и понатаму нормално витаминот Д за кој денеска многу се зборува, зборам последниве 10 години, и користење кај некои деца кои што имаат повторувачки инфекции, каде што им е ослабен имунитетот повеќе од стандардно, тогаш треба да се дадат тие имуномодулатори. Така, доктора, колку е нормално да се разболат децата до 5 години? Колку често треба да се разболуват, да земеме еден опсек од 1 година, например? Да не ги исплашиме родителите. Видите, децата во првите 5 години имаат право и до 10 пати годишно да се разболат. Затоа велам да не ги исплашим. Може би ќе им улесни вака. Не, апсолутно имаат право. Од тие 10 инфекции, сигурно 9 ќе бидат вирусни. Сигурно. Као што е грипот, да речеме, нели? Сега, надвор од коронава. Као што се, например, имате, сега имаше
се намалува постепено бројот на ротавирусните инфекции. За среќа ние веќе 3 години имаме во држава систем на вакцинација против ротавируси. Имате и други типови на вируси и сите тие најчесто децата може да ги закачат. Поретко, значи еднаш максимум годишно може да биде некоја бактериска инфекција која бара, да речеме, употреба на антибиотици. Меѓутоа, во добра комуникација со својот матичен педијатар, мислам тоа се ќе помине како што треба. Доктор, има навистина уште многу неодговорени прашања. Се надам дека во следна прилика ќе имаме простор да одговориме, затоа што темата и тоа како значајна за сите деца, родители, па се разбира сите оние кои што имаат мали деца во семејството. Ви се заблагодарувам за одвоеното време и за гостувањето и што Еве се надевам дека малку повеќе им објаснивме на родителите и дека не се веќе веројатно толку во паника кога детето ќе се закашта или пак ќе му протече носот. Благодарам и на вас и поздрав до сите ваши гледачи уште еднаш. Беше тоа доктор специјалист по педиатрија и неонатологија Александар Сајковски од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам и за денешното одвоено време, што вие 3 часа бевте заедно со Добро утро. Секое утро имајте си убав остаток од овој празничен ден, имајте си убав викенд и понеделнички се разбира повторно бидете со Добро утро секое утро. Довидување, Македонија.